Dobro, почитуван заменик министар, почитувани колеги и колешки пратеници. Секако дека ќе изразам жалење што овој амандман не е прифатен и овој пат. Имено овој амандман беше поднесен за уредувањето на речното корито на ова река во општина Зелениково и во самото населено место, од причина што навистина таму граѓаните се соочуваат со катастрофи кога станува збор за поврзани со оваа река. Апелирав и минатиот пат, имаше излевање, имаше поплави во ова населено место, а периодот кој што пристои за жал не оди во прилог на населеното место поради временските пригоди. Она што дури и граѓаните апелираат е дека токму во просторот кој што го покрива и низ кој што поминува оваа река има дополнителни капацитети за негово уредување. Имајте во предвид дека во општина Зелениково и немате толку многу места каде што и помладата популација, меѓутоа и повозрастните, би можеле да го поминат своето време. И затоа е добро да дополнително исто така се размисли, еве ова нека биде и апел до локалната самоуправа која што е доаѓа токму од парламентарното мнозинство, од Социјалдемократскиот сојуз, навистина сериозно да почне да размислува и да работи во насока на уредување на ова речно корито, меѓутоа и навистина уредување на самиот простор тамо. Тоа е апел од граѓаните и тие го заслужуваат тоа. Јас токму во насока на конструктивната дискусија и заради тоа што сите се согласивме дека амандманите треба да бидат дополнителен придонес или дополнителна вредност на предлог буџетот, нема да навлегувам во сите непродуктивни трошоци кои што се предвидени во доставениот предлог буџет. Меѓутоа, ќе замолам, навистина е потребна помош тамо, доведени во пред неколку месеци апелирав и тогаш беа доведени животите на нашите сограѓани од општина Зелениково. Верувам дека има доволно свест кај сите кога станува збор за на вакво суштинско прашање, затоа ќе замолам во наредниот период сериозно да се размисли да се изнадат средства за да се регулира ова речно корито. Ќе завршам со тоа дека токму овој проект беше едно од ветувањата на локалната самоуправа во ова општина. Ви благодарам.